Море, камионо со крастајците истовари го пред штабо на СДС. Баше, пред штабо на СДС истовари го. Нема смисла да чекаат луѓе да евало. Што? Како бе, какви крастајци? Наши, море, македонски. Криви, долги, мазни. Па 3 тона договорив, 3 тона ли има тамо? Па 3 тона договоривме баго. Море, појди истовари ги крастајцине, јела вамо, истовари ги крастајцине и јела вамо да ти плата. Во рубли, море, како поинаку да ти плата? Море, баже, знаеш со кого зборуваш? Знаеш со кого зборуваш? Со Куров. Со тајниот агент на Путина со кодно име Куров. Не скокај одма ко кур во зори. Шо скокаш? Не те вреđам ја. Слушај сега. Слушај. Од истовари ги крастајцини и јела, ја ќе ти плат. Ајде да не чекаат луѓено, појди побрзо тамо. Појди, ајде, осте ги истовари ги тамо крастајците. Ти го опра со се чунков, со се кривуле да ти го опра. Ајде, појди. Ајде да живеет Македонија. Оди. Ема бизнис. Предприемништво. Одма ми се отвори бизнис со краставици. Се надевам конечно се најдов себе во некој бизнис. Ке речеш уметник, ама ете, и јас сум знаел да имам такви талент за тоа. Сега го открив. Таче, реченицата кога сум те бев бил сега ебавал. Како да ја преведеш на еден од јазиците во Европската Унија? Си размислил? Реченицата кога сум те бев бил сега ебавал. Шо мислиш? Може тоа да се преведе на некој од јазиците на Европската Унија, пример официјалниот англиски, не знам, бугарски, оно, Не може бе тача да се преведе. Не може, зашо македонскиот јазик ти е едно волшебство, еден комплексен таков. Нормално, затоа што е автентичен, посебен. Ајде оди ова англичанец нека ти го преведе. 4 времиња имаш у едно. 4 времиња, 5, колку имаш тамо. Кога сум те бев бил сега ебавал. Не може да се преведе. Викни кој сакаш симултан преведувач, донеси го овде ќе го седнам пред мене и ќе му речам, пример, знаеш бе ти англиски? Знам. Феноменално знаеш, како не, симултан преведувач, ја во real time тука преведувам ово. Ајде ќе му речам, преведи ми ја реченицата, кога сум те бев бил сега ебавал. Нема да може. Не. Таче. Што тешка несреќа ве снајде, и мажите и жените, па сега гласи тажна ека од Бихачка. Видовте ли, дечко мој, до каде ве доведе таа ваша вообразеност, тоа ваше парање на облаци со носевите кога поминувавте, кога бевте на власт, тоа ваше чувство на недопирливост, непобедливост. Во смисла, ако си го предаваме својот народ, ако бришеме пот со него како со крпа, ние секогаш ќе си владееме. Секогаш ќе бидеме заштитени, ќе не боли онаа работа. Малце сметките не ви излегоа на крај. Имате помалце пратеници од ДУИ,
дечки и девојки из елите, современо прогресивно EU граѓанство, паметни, образовани, бритки, жилет, Дуј има повеќе пратеници од вас. Предпоставувам денес кој ќе правите анализи во наредниот период ќе ви стане јасно и зошто. А и не мора да правите анализи, ама ич. Затоа што ви зборував со години наназад дека ќе го ебете ежот во грб. Знаете што значи тоа што Дуј има повеќе пратеници од вас? Тоа значи само едно, дека македонскиот народ целосно ви сврте грб. А у тој дел од македонскиот народ што ви сврте грб, нема само ВМРО-овци, како што ви е јасно. Вас најголемиот проблем е што македонскиот народ ви го сврте грбот. Ги гледав вчера како излегуваа пред зграда некои повозрасни од мене луѓе, пензионери ована. Со каква жар го раскажува изборниот ден собрани во купчиња. Тука на клупи излегле надвор, не можеле да додржат дома да седат. Се чувствуваше ослободување во нивните гласови, во нивната дружба, во тие разговори. Они почувствуваа дека како на некој начин да симнале некој товар од 3 тона од својот грб. Како крстајциве баже сега што го пратив да ги 3 тони што го пратив да ги остави пред вашиот штаб. Така се чувствуваа. За ваша несреќа, го почувствувавте тој гнев на најсилен можен начин. Македонците ве изџвркаа. Дури и мене ме изненадија, да ви кажам право. Ја не сум знаел дека нашиот народ ќе може така да џврка во млазој. Абе, млаз Богданци може да им позавиди како џвркаа вчера. Толку беа бесни и гневни. Ја ми кажав, излезете луѓе, џвркнете, џвркајте ова. Ама ова, ве поплавија, бе. Поплав. Те слушам вчера, го призна поразот. Тие позади тебе што си ги викнал да дремат ко бедни роднини стоја, така изгледаат луѓе што имале преголеми очекувања, па им потонале сите ладји. А зашто имале преголеми очекувања, вие си знаете, сте ги напумпале јако. Со очекување, со друго не знам, не сум ви светал. Ти го призна поразот, што звучи джентлменски, нели? Океј, признаеш пораз. Катастрофален. Рече дека исходот не бил никогаш полош. Точно и тоа, никогаш полош. Веројатно со тоа си ја призна и сопствената грешка, дека си ја одвел партијата во таков катастрофален пораз, но да се разбереме. Ти само сгреши што прифати да бидеш капетан на брод кој веќе протекуваше од 15 места, кој што беше веќе судбината му беше напишана, иднината црна. Си го кревавте таквоето
да не кажам егото, уште после првиот круг на избори, дека една битка е изгубена, не е загубена војната, дека уште ништо не е готово. И ја вака баш преку видеообраќање тогаш ви реков, не паламудете, готово е. И ви реков, во вториот круг председателски и на изборите тој пораз ќе биде уште покатастрофален. Затоа што знаев дека народот и тие кои што се делумно неопределени или скроз неопределени или исплашени, дека така ќе се осоколат и ќе излезат и ќе ви ебат мамата. Така и би, таче. Те слушам вчера, друже нечи, не мој, оти мој, па преку мој, како збориш за некој, ке сте се собрале сега, некои реформи, чукнал часот во сите тела на партијата, од највисоките до најниските, да се направат смени, да се стават нови луѓе, за пак да ја вратите до вербата на граѓаните. Таче, не фантазирај човек. Ова некој нема да го каже ни на најсилна дрога да го става. Вие, ако сакате донесете нови луѓе, нови деца од Габон, од Занзибар, од Марс, ако сакате донесете ги. Значи, ова ви го кажувам за да не си го трошите времето, бе, човек. Значи, вие нема да се реформирате. Вие немате капацитет да се реформирате. Вие сте такви сподоби, така воспитани, така обучени, да секогаш работите против својот народ. Вие сте, таче, лошо семе, што би рекле енглезите bad seed. Кога е лошо семето, може само кошулчето да го смените, амбалажата, но содржината останува иста. Последна шанса имавте 2017, кога многу луѓе поверуваа дека може би нешто драстично се сменило во вас во оние години кои што владееше Грујо и годините поминати во опозиција, во тотално маргинализирани. Па ајде некој од нас неопределените поверува дека може сте ја научиле лекцијата. Ништо не научивте. Нема ни да научите. Не си го трошете времето. Вие сте умрени за македонската политичка сцена, за македонскиот народ. Погледнете што ви се случи. Му дозволивте дуи да се изживува со македонците 6 години, да ви ги преземе сите институции во државата, да ви ја преземе цела држава, да ви преземе цели градови, да почне да воведува апартхеид во државата, малцинството да почне да се чувствува, тоест малцинството со право почна да се чувствува посилно од мнозинството, помоќно, понедопирливо, нескршливо, што вика Груби за својот лидер. Али Ахмети нескршливиот, рече вчера. Тоа вие го дозволивте и никој друг. Вие им дадовте пас ѓоамеси на бугарите во сопствениот ни дом да прогонуваат македонци ако застанале во одбрана на своите интереси македонски, да се изживуваат со нив. Да ги тужа, да прават, да се жалат преписки, дирекција, ова агенција за антидискриминација, ова. Вие тоа им го дозволивте. Вашите тие подопашници ко тој Боби Илиевски што
од уста неа ме вадеше со таа краставицата, како е мајсторе, како краставицата. Шо правиме сега? Кој е ненормален, кој е психопат, кој е манијак, Боби Илиевски, така пишуеше за мене, така? Кој е манијакот? Ама остај. Отом, потом. Шо сакав да кажам? Вие им дозволивте на официјални бугарски највисоки политичари овде од нашиот собствен дом да не навредуваат. И вие и сите ваши тие подопашници, модопашници, како овој што го спомнав, често пати зборувавте на ѓутуре за моите мотиви. Како мотивиравте еден академик, сега веќе агент на Путин. Вие зборувавте за мотивите на Куров. Па тамо нешто пишувавте демек, го сменија за директор, па почна да јаде гомна. Знаете ли кои беа вистинските мотиви? Може сега да ви ги кажам, а оние што ме знаат кои беа. Тогаш кога почнавте да рчкате по македонството, кога почнавте да распродавате, да тргувате со нешто што не е ваше. Квислинзи, слуги подданички, двајца мои дедовци крвареле буквално за да добиеме македонска држава, македонски институции, да зборуваме на македонски јазик, да учиме да се школуваме на македонски јазик, да имаме македонска историја официјална, да имаме препознатливост, да не препознаат во светот по сите тие работи. Значи крвареле буквално за вие да дојдете и да се покакате на сето тоа. Не беа моите мотиви, ни тоа што си отидов од факинг директорско место, а ни тоа што имавте скандали, милиарда коруптивни вамо, тамо, намо. Оти власти обично ќе дојдат и прво гледаат, нели, што да стават у джеп. Не. Ама оваа работа што ви ја спомнав, тука лежат вистинските мотиви. Ја мислам дека голем дел, огромен дел од оние вчера што излегоа и гласа со радост против вас, поише ги здобали ова, првото, поише им беше мотив, отколку на второто. А секако дека е важно и на второто, со крадењето, мито, корупција, ова. Она првото беше поважно. Ја отстапивте државата и македонскиот народ, им го отстапивте на тацна на неговите вековни непријатели. А тоа не е еден. Мање више. Или више мање. Значи, без трошење време и енергија, вие више не се враќате назад. Ако останете како партија да функционирате, ќе бидете некоја третокласна сила, или сега сте веќе трети
Ако останете како партија, на следните избори ќе бидете 4 или 5, доека не се изгубите од македонската политичка сцена, спонтано, доека спонтано не согорите. А можете и да не согорите спонтано, туку веднаш ова катанец на врата и бркајте си работа, кој бега нека бега преку граница, кој има путер на глава и не знам што друго, а останатите барајте си некоја работа, ако не знаете како е да се работи. Тоа. На крај да завршиме позитивно, со позитивна мисла. Уште еднаш од срце ја честитам одлуката на македонците, на македонскиот народ, затоа што навреден и понижен собра сили, не дозволи стравот и квислиншката пропаганда да му делуваат на волјата, на неговата сила да одлучи и дека ја направи вистинската одлука. И уште еднаш, ВМРО ДПМНЕ ја доби неговата доверба. Но треба уште многу да работи, за да ја придобие и љубовта целосна, недвосмислена, безусловна на својот народ. Затоа што тој народ, живеејќи 30 и кусур години во ваков отровен амбиент, многу пати делуваше изгубено, без трошка емоции, отрпнато некако. Вратете му ја довербата, желбата, силата, волјата, восхитот и гордоста што живее во Македонија. Прославете, денеска пак ќе ве пукне адреналин и тоа е добро, а после од утре задутре повеќе памет од било кога до сега и од било која партија или гарнитура која што до сега владеела со Македонија. Имајте најубав ден. Ве поздравува Куров. Секретниот агент Путина Куров.